разговараме во следните минути со Дејан Дамјановски, наш познат режисер и драматург. Веќе го имаме на линија и со видео. Дејан, те поздравуваме од студиото на Утринска на Тилма. Поздрав до тебе и добро ти утро. Добро утро. Добро утро и вас. Како си во овие рани утрински часови? Дали си човек кој што ги сака утрата или малку понапорно беше можеби вклучување во утринава? Да, ранобуден сум јас, немам проблем. Па добро, се радуваме што сме на иста фреквенција. Дејан, поводот за нашата дружба вака виртуелна утринава е впрочем поставувањето на представата Пинокио во националната установа театарот Битола. Веќе пред некој ден беше и премиерата. Ова е една интересна представа во која што играат и повозрасни и помлади актери, па може да ни кажеш за каков тип на соработка станува збор со оглед на тоа што сепак си ти нели вработен во Велешкиот театар, а ова е една соработка со Битолскиот театар. Како помина премиерата? Па вака се, ова не е моја прва соработка со Битолскиот театар. Имам неколку, последната беше пред 5 години кога работевме Сомнително лице од Бранислав Нушич, која што се уште се игра на репертоарот. Инаку соработката со Битолски театар баш ми е убава, бидејќи сепак јас сум од Битола и како да кажем, со тие луѓе добро се познаваме и професионално и приватно, така што да, соработките се секогаш интересни. Ова е еден проект кој што со директорот на театарот го разговаравме уште од минатата година и тој реши дека тоа ќе биде добар репертоарен потек, бидејќи неговата репертоарна политика е да има детски представи на репертоарот за да ја привлече таа најмладата публика, што на некој начин кореспондира и со моето сваќање за театарот, бидејќи ако не ги навикнуваме децата да одат во театар уште од помали, тогаш нема да имаме онаа публика за за представите за возраст понатаму. Интересно за оваа представа е дека прво, премиерата помина многу добро и другите две репетиции кои што беа во понеделникот и вторникот. Мислам дека сега представата е следно на репертоар следниот месец. Тука беше интересна соработката пред се со колеги со кои што веќе сум соработувал, но и со колеги со кои што прв пат соработувам. Играат 7 актери од Битолскиот театар. Никола Стефанов го игра Пинокио, Валентина Грамосли Штурецот. Интересно за неја што последната изведба во Битолскиот театар пред 30 години, значи таа верзија на Пинокио пред 30 години, Валентина Грамосли го играше Пинокио. Дали Валентина единствениот актер кој што бил дел и од таа игра пред 30 години, а е дел и од оваа нова постановка? Или има и други? Да, Вале е единствената, понатаму тука се Маријан, Кате, Маја, Јуле и Саше, кои што ги играат остатокот од улогите, и тука има 12 деца, ученици, тинејџери и различни возрасти од театарската школа Бабец, кои што ги играат играат доста помали улоги, еве овие часовници што ги гледате на ваквото се тие деца и некако се дополнува целата приказна со нив. Така што мислам дека создадовме една убава и жива представа од час и нешто, во која што музиката на Маријан Нечак, костимите мора да ги пофалим и сценографијата, дека изгледаат навистина волшебно. Ја доловуваат приказната за Пинокио. Сергеј Светозарев за сценографијата и костимите на Андреј Ѓоргиевски. Ја правата оваа слика комплетно. Не можете да ја чуете и музиката на фотографиите за... Треба да дојдеме да ја погледнеме следниот месец. Да, фасцинантно е. Или обратно. Фасцинантно е што по 3 децени повторно се поставува оваа представа, особено за Пинокио, кој што е еден лик кој ми се чини дека различни генерации посекако ќе го сакаат, но исто така е интересно што кога се создава, предпоставувам, ќе се согласиш Дејан, кога се создава представа за деца и за режисерите и за актерите е еден посебен предизвик од секој можен аспект. Па верувам дека и ова, иако кариерата е долгогодишна, сепак за вакво нешто постои една посебна
возбуда, предизвик, но и одредена мотивација која што всушност ја дава таа детска енергија. Па да, има други, кога се поставува за деца, има друг тип на одговорност. Во смисла на тоа дека сепак представата ја поставуваат возрастни луѓе за деца. И сега тука треба малце да водиме сметка за сето она кое што одредена возраст може да го поднесе и прифати од представата и треба да се земат предвид многу фактори, меѓу другото, нели, на ниво на значења, на ниво на, мислам, дури и обични работи од типот да не се задржува премногу мрак на сцената или да не биде нешто престрашно, зависи од возраста, нели, за да сепак не само вниманието, туку и интересот на деца. И исто така е многу битно да се задржи интересот на деца, да треба да се внимава на време траење на представата, на она што ќе се предложи, на колку време треба да бидат некои возбудливи моменти, колку може да се предложи текст, колку повеќе игра и многу други работи. Јас имам, сега не можам да речам дека имам огромно искуство со детски представи, но имам некакво искуство, имајќи предвид дека зад себе имам десетина, па мислам дека до некаде е позната таа проблематика и за мене е тоа многу интересно, да бидам искрен, да ги склопувам тие елементи со цел да создадам некоја таква возбуда кај помладата публика. Можам да кажам дека овој Пинокио беше така во однос на визуелниот и аудио делот и нели проеката на актери кои учествуваат, беше прилично голем продукциски зафат. Имајќи ја предвид големината на битолската сцената на битолскиот театар, там треба да биде, нели, да се наполни со елементи, да целата да биде, нели, да дише во таа аудиовизуелно своја, така што можам да кажам дека сите екипи, дури оние кои што не ги гледа публиката на сцена, завршија одлична работа. Така и го спомена интересот кај децата. Ние обично кога зборуваме со актери, режисери и оние кои што учествуваат во создавање на детските представи, ги прашуваме токму за интересот на денешните деца. Ако зборуваме, спомена час и половина трае представата, на денешните деца можеби е малку потешко или предизвикувачки да им го задржиме вниманието час и половина и некако сакаат да учествуваат и да има некоја интеракција, па бидејќи се деца не можат да си го контролираат, нели, она кое што кај нив ја буде љубопитност или самата љубопитност да кажат, да довикнат, да постават прашање. Како течеше од тој аспект представата? Имаш ли нешто такво кај детската публика и дали твојот впечаток дека навистина се задржа вниманието? Па да, представата е нешто над некој, да речам, некоја граница која што ние сме си ја поставиле као час и 5 минути, ова е час и 15 некаде. Премиерната публика обично таму доаѓаат деца со родители, па има и повеќе родители. Но јас гледав една првата реприза која беше организирана за некој училиште од градот. И беше интересно дека децата си имаат некои своји места кај што си реагираат, кај што можеби ние не сме ни помислиле дека ќе реагираат вака или онака. Интересно беше дека на аплаузот децата сакаат да ги допрат актерите, да се поздрават. Има еден момент кај што Пинокио оди низ публика, но тие као да не го приметија него, мислам дека пошто тој беше сам и отиде, а тие отиде напред на сцената. Тоа ме подсети на едно нешто кое што мој пријател и колега ми го кажа, дека во ова денешно, дека сега сме презаситени од таа технологија и од нели интернет и сето тоа што ни го нуди, нели, од таа и дека полека сваќаме дека сме оттуѓени и можеби е потребен повеќе човечки контакт. Така што мислам дека театарот, дали тој за деца или за возрастни и општо секаков тип на жива изведба, ќе доживеат некоја нова ренесанса баш од таа потреба да се доживее некое живо искуство тука пред вас, сега и овде. Да, и убав е овој момент, Дејан, кој што го потенцираш дека децата треба да се носат во театар уште во рана возраст, за да можеме да добиеме квалитетна, добра публика која што нели ќе има основата и за жал со оглед на тоа што театарот за деца и младенци во Скопје е можеби единствениот нели назначен за деца,
За поздрав се ваквите моменти кога и во останатите театри низ земјава се работат детски представи, нека ги има во што поголем број. Некаде пред крајот имаме само уште минутка-две. Може ли да ни споделиш на што друго работиш во моментов, бидејќи споминавме дека си дел и од ансамблот на Велешкиот театар, што таму се случува, како е во Велес? Па, во мојата матична куќа Велес во моментот се работи една представа која што треба да има премиера на 27 на денот на театарот, ама за тоа претпоставувам дека подобро е да се разговара со управата. Иначе договорени сме да работиме нешто годинава. Треба да се чујам и да се видам со мојот директор, па да се договориме нешто за пролет. Доцна пролет, рано лето некад. Да. Идеи секогаш има. Верувам дека наскоро ќе бидат откриени и тие детали, па секако тоа ќе ни биде повод за нова дружба, дали вака виртуелно или можеби тука во студиото. Дејан, ти благодариме што утринава и ти денот го започна сутринска на Телма, секако и си дел од нашето сценарио за денеска, со цел да пренесеме што се случува во светот на театарот, генерално во нашата земја, а во конкретниот случај во Битолскиот театар. Ти благодарам многу и ти посакуваме да имаш убав остаток од оваа среда. Поздрав! Благодарам! Поздрав и убав ден до Дејан и ете една мала прошетка или увид на тоа како всушност помина представата Пинокио по 30 години. Навистина, сценографијата и костимите фасцинантни, да посака човек да појде и да ја погледне до родителите живе. заедно и со децата секогаш уживаат во детските представи, оние кои што одат со нив веројатно тоа добро го знаат, а и уште поважно е кога ќе видиме колку децата се забавуваат и колку е тоа важно за нив. Затоа утринска на Телма меѓу другото информира и за ваквите детски представи кои што, како што рековме, добро е да ги има во поголем број и почесто.